Производството на вар излегува од мода. Ретко кои од младите во Струмичко Костурино ја продолжуваат семејната традиција стара 100 години. Наместо тешката работа бараат нов избор на екзистенција, поинакво занимање или иселување надвор од државата. Варта, за да може да се испече 10 тона вар, потребни се цели 15 дена. Со тројца аргати да работат, така да многу тешко оди. Значи, рано од наутро стануваш од 6, па до вечер до 6. Тука немаш, не е тоа како државна работа или некој приватно по 8 сата работни. Тука си цел ден. Не бираш време, значи дали ќе биде влажно, мокро, може да биде и со снег, да те затече во некое невреме. Варта, како што оди, значи уште 2-3 години по наше и ќе нема кој да ја пече. Порано се печеше на многу места во Македонија, се печеше во Брезово, во Гостиварско, се пече у Охрид, селото се вика Лесковец, така, Радевиш, Липович, селото, Рич. Па долу имаме турци, Валандоско, селото Чалакли, и тука не останаа веќе кои да печат. Сите замина или азилци, или па зема бугарски пасоши, и од ова работа, значи од што нема кај да оди, останува на вар да пече. Инаку секој би напуштил, ова е најтешка работа што може да постои. Вар се произведува и во Радобишко Горно Липовик. Таму веќе еден дел е даден под концесија, иако се уште големи ископини ги ползуваат мештаните. Кога зборуваме за населено место Горни Липовиќ, можам да кажам дека ова населено место изобилува со огромни количини на варовник, кој што варовник видовте и самите жителите на ова населено место ги користат за производство на вар, но ние сме преку Министерството за економија, во разговори со Министерството за економија бараме концесионер, кој што концесионер ќе експлоатира овој варовник, овој рудник на варовник. Исто така сакам да кажам дека пред неполн месец дена една локација од варовникот веќе е дадена на концесија, додека поголемиот дел е останат. Се надеваме дека со самото земање на концесија ќе се отворат нови работни места за овие жители на оваа населено место и во иднина нема да се иселуваат од самото населено место. Се надеваме дека голем дел од овие жители ќе си го најдат своето работно место во овие рудници. Југоисточна Македонија е богата со варовници, но концесионери се малку за ползување на овие природни богатства. Надежта на Костурани за иднината сепак не е поврзана со варта. Се надеваат дека во околината ќе се отворат фабрики каде би можеле младите да се вработат и да останат во родниот крај.